Вие сте на YouTube каналот на Слободен печат и ја гледате новата емисија на Попкаст. Нашиот денешен гостин е отец Марко Манојловиќ. Тој е свештеник во Скопската епархија на МПЦ, кој служи во црквата Свети Јован Крстител во Капиштица. Со него ќе зборуваме за верата во секојдневието, за младите и нивните борби, за мирот што сите го бараме, за семејствата, за падовите, стравовите и за надежта. Разговор што верувам дека ќе им значи на многумина, па почнуваме веднаш. Отец Марко, добре дојдовте во нашиот нов попкаст и баш ми е мило што денеска ќе имаме можност со вас да поразговараме на некои актуелни теми кои што верувам дека ги засегаат и младите и старите и сите што не гледаат. Благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Вие служите во црквата Свети Јован Крстител во Капиштец. Не сум бил таму одамна, но како што слушам и како што гледаме и на социјалните мрежи, за време на литургиите и за празниците, кога има таму служба, буквално нема каде да се фрли игла од верници. Тоа е нешто во поново време, тој храм да е толку преполн за разлика од другите храмови, би рекол, кои што кубурат со верници. Зошто е тоа така? Мислам дека постои сега еден поголем интерес на младите. Има доста средношколци, студенти и млади луѓе кои што најчесто тие доаѓаат и ги полнат храмовите во недела на празниците. И мислам дека наназад, можеби неколку години, таа тенденција е во пораст, што е така. Но не сте прв кој што и тука во емисија во студиово го кажувате тоа, дека во последно време младите ги полнат црквите. Што е тоа што ги натера младите да се вратат во црква? Овој живот е како еден пазар каде што е се изложено. Од оние добри нешта и од оние лоши нешта, така што луѓето одбираат. И веројатно се веќе сити од некои празни работи и бараат нешто суштински што ќе им донесе мир, што ќе им донесе нешто ново, а во ова смисла може да се вратат на корените, на нашите предци и действително да испита дали тоа е навистина за нив добро, што се и покажува дека црквата и денес на современиот човек му дава можност да се оствари како личност, му дава можност да се восовршува и да пронајде оно што не може да го пронајде на други места во овој свет. Тоа можеби значи дека свештенството во Македонија добро си ја врши својата задача, односно мисијата да ги привлече младите повторно да се вратат? Дај Боже дека е така и веројатно се ради се повеќе и повеќе на тоа, но и луѓето се поотворени и тоа е некако взаемно веројатно. Нормално е како е народот, такви се свештениците и обратно, како се свештениците, тако е народот. Живееме во време кога човек може да дознае што се случило во Америка за 3 секунди, но не знае што се случува во сопствената душа. Имате таков впечаток дека сме малце изгубени во просторот и времето? Да, токму таму може црквата да помогне. Најнапред да се запознаеме самите себе си, значи кои се нашите слабости и да тргнеме од некоја основа. Кога доаѓаме во црква, всушност се прави еден таков скенер. Не некој свештеник да ни прави, туку самите ние правиме. Прв пат кога ќе дојдеме, па ќе видиме дека ни убаво тамо, дека убаво се чувствуваме, меѓутоа ќе видиме какви се светителите, како треба да живееме, а каде се наоѓаме ние. И тука треба да бидеме отворени и да не скрши таа слика за нас, која што може би била лажна до некој момент, значи да знаеме од што тргнуваме. Кога ќе знаеме од каде тргнуваме, значи што имаме во себе си, тогаш можеме да напредуваме.
црквата тоа може да и го прави тоа, значи да А каде почнува таа човечка дезориентираност, духовна дезориентираност кај модерниот човек? многу рано, се порано и порано, токму заради овие социјални мрежи, заради многу информации кои што кружат, може би заради тоа што родителите не се можеби многу присутни со децата, бидејќи морат да одат на работа и тогаш на многу мала возраст се чувствува тоа дека ми фали нешто, а не можам да знам што и тоа го барам на многу различни страни, каде што треба и каде што не треба. Да, го делите ли вие тоа чувство дека целата држава некако како да трча, ама како да трча во место, не со некоја си посебна цел? Ете, млади, стари, родители, работници, сите барат некаков излез, дали од проблеми, дали од ситуации во кои што се западнати. Што мислите, дали духовната празнина кај народот е последица на реалноста или последица на начинот во кој што ја живееме ние реалноста? Зависи што се бара. Тоа што човекот го бара, тоа ќе го добие. А има еден одговор пред 20 на години, 25 можеби, на еден руски владика кој го прашале дали може денешниот човек кој што не е монах да верува во Бога и тоа да го исполнува како што треба. Овој одговорил дека може, но потребни се неколку работи. Најпрви молитвата. Он вели и ние обичните луѓе, значи кои што не сме по манастири, значи требаме да се молиме стално. Тоа значи да му благодариме на Бога, да бараме од Бога помош и тоа да не биде на прво место. Значи дури и на нас кои што не сме монаси, од таму да тргнеме и тогаш ќе имаме некој компас каде да се движиме, колку и да човекот греши, колку и да не ја достигнува целта, сепак преку молитвата и во црквата има еден компас каде да оди. Значи да биде ориентиран. Така. Преска ги малку ги спомнавте социјалните мрежи и интернетот како алатки, нели, кои што најчесто ги користат младите. Еве ќе го земам примерот со TikTok. Ги гледам децата како се буквално хипнотизирани од тој TikTok. Листаат видеа, како навлегуваат во целата таа работа, несвесно, не забележувајќи дека поминуваат часови за телефонот. Станува збор за некаков глобален проблем со кој што се соочува со човештвото, и има ли излез од тоа или само ќе се продлабочува? Да. Извините, па тоа е еден глобален проблем кој што ги засега сите деца, дури возрастни, дури пензионерите, сите некако се врзани со тој телефон. Потребна е една дисциплина. Црквата тоа го нуди, значи да се исцели волјата на човекот. Тоа е многу важно. Значи затоа постиме, затоа се молиме, затоа одиме секоја недела во црква и кога надвор врвне, никога ни е тешко во душата, мора да постои една дисциплина. Значи волјата да се зајакне и тогаш би можело да се каже 10 минути ќе поминам на социјалните мрежи, 15 и тука мора да биде крај. Затоа што тоа треба да биде од некој информативен или забавен карактер. Ништо подлабоко од тоа. А ако сакаме нешто да научиме или со науката да се занимаваме, знаеме каде тоа се прави. Тоа изискува многу голем труд и многу време. Значи мораме некако волјата, односно да се натераме да знаеме колку и за што треба да имаме мера. Да. Ете, кога постиме, ние нели се водиме според некои правила, дека сега е строг пост, сега се јаде со масло, сега се јаде риба. Може ли и тоа да биде дел од еден таков пост? Еве, да речеме дека нема да користам мобилен телефон до Божик или Да, тоа ќе биде како еден метод да
ја погодиме целта, а тоа е подготвување за празникот, подготвување за средбата со Бога. Не, доколку духовникот оцени дека човекот Може. има проблем, стварно сериозен проблем со телефонот, со социјалните мрежи, може ли да му даде нели во склоп на постот и да не користи социјални мрежи и мобилен телефон? Барем да се има уште по-строга дисциплина за тоа. Ние родителите најпрвен треба децата да им даваме некоја содржина, значи со која треба да се занимаваат. Секако дека еден наставник има кажано дека тој не може да биде позанимлив од еден телефон што тој може да му понуди. Меѓутоа, родителите најпрвен треба тоа да го направат дома. Не зборуваме сега за зависност, буквално зависност. Не, и за зависност, ама тоа мора да од почеток кога ќе му се даде телефон на детето, одма треба да се знае колку време или што се гледа, како се поминува. Да. Од таму почна, после веќе доцна, после е голем проблем, значи да се исправи сето тоа. А како духовно треба да се развива правилно млад човек, почнувајќи од децата? Литургија е, значи, центар каде што се почнува и се завршува. Значи, литургијата не учи дека требаме да бидеме како што е нашиот Бог. Бидете свети како што е свет нашиот небесен Отец. Тоа е сушност, од една страна, ако човекот се загледа, невозможно. Меѓутоа, можеме да почнеме, да одиме по тој пат. И тогаш, значи, додека сме на тој пат, ќе видиме дека за една година сме напредували, или за 2 или за 5 години. Не сме на исто место, тоа е најбитно. Значи, треба да се зборува со свештениците, треба да се читат книги, Светото писмо. Можам да кажам најпозитивно дека доста средношколци се случува тоа, студентите исто доаѓаат во црквата кај нас и сакаат да им се нешто разјасни од Светото писмо, читаат и барат како ова, што значи ова, и остануваме 1 сат, 2 сати и зборуваме. Значи има интереси. Тоа покажува дека ниту е се црно, не е ниту се бело, меѓутоа јас сум оптимист и мислам дека и секој христијанин треба да биде оптимист, затоа што ако веруваш дека може нешто да се подобри, тогаш и постои можно да се подобри. Доколку не веруваме, тоа е веќе пропадната работа, а не ни започната. Ние да се трудиме, да правиме нешто и толку. Ние треба самите себе да војуваме со стариот човек во нас, не да ги справиме другите околу нас. Тоа е малку и лошо и ќе предизвика некој негативна реакција. Значи, самите се менуваме, тогаш и се друго станува поинаку. Добро, вие сте во постојан контакт со луѓето, со верниците во црквите. Како и секој свештеник. Да, како и секој свештеник. Што мислите за оние многумина, ќе ги наречам, што влегуваат во црква, ама со чувство дека не заслужуваат да бидат таму? Дека не, од која причина не заслужуваат? Па, не знам, некој си внатрешен срам поради гревови што ги направиле претходно, поради сметат дека не се доволно добри луѓе за да... Може би тоа и заради некоја погрешна представа или слика за црквата. Многу е важно да се знае дека, преку молитвите кои што ги читаме на исповеста, дека црквата никогаш не фрла вина на некого. Некој најголем грешник, црквата не му вели ти си грешник и значи да му создава некое чувство на вина. Туку како што се вели некоја светоотечка изрека, значи осуди го гревот, али човекот никогаш. Значи помогни му на човекот. Како еден родител кога детето прави нешто лошо, ние родителите не можеме да не му помогнеме на нашето детенце. Така исто и црквата како мајка секогаш отворена му помага на секого. Така што некаде тоа има запишано зошто ангелите не се они кои што служат литургија или кои што исповедаат, затоа што тие не би поднеле некој човек да падне во грев,
затоа има и се вели зошто апостолот Петер, има еден светел го толкува тоа место, зошто тој паднал толку и се одрекол од Христа. Затоа да би можел да ги разбере сите оние луѓе кои што ќе отпаднат од Христа и да им помогне да се вратат. Да се вратат. Така исто и сите свештеници, монаси, луѓе кои што се во црквата имаат значи такви искушенија од најразлични врсти и всушност ги разбираат сите луѓе и сите сме браќи и сестри меѓусебно и сите се помагаме. И ово можеме да кажем. Ние свештениците се молиме за верниците, но исто така замолуваме и верниците да се молат за нас, затоа што тоа мора заедно да се поддржуваме. Никогаш не е доцна за доаѓање во црква, нели? Никогаш. Зашто ете пак затоа и го отворив ова прашање. Навистина постојат такви луѓе кои што поради собствен срам од своји постапки низ минатото одбиваат да дојдат во црква затоа што се срамат од себе си, од нели пред Бога, за нешто што го сториле години наназад. Сепак тие луѓе може и сега да се исповедаат и да го направат првиот чекор, нели? Да, една препорака е да прочитат некои делови од Светото писмо каде што Христос им простува се на секого. Значи на жената фатена во прелюба, значи на митерот, на цариникот, на разбойникот на крстот. Значи оној кој што бил празен од секаква доблест, само затоа што го исповедал како Бога и го замолил да го спомне во неговото царство, Христос му вели уште денес ќе бидеш во царството небесно, во рајот. Значи за секого има место, тие места се важни, нека се прочитат и со таква една подготовка нека дојдат во црква. Сите имаме ние нели проблеми во животот, и се случуваат вакви или такви работи, но имам некаков впечаток дека народов наш во Македонија, па и во Србија и во регионов, веројатно е така, имаат некаква си лоша навика да ги туркаат работите под тепих. Односно им се појавува некаков проблем. Денеска ќе го турнат во тепиха во што администрација не ги става нели во фиока некои работи, ќе турнат под тепих и така чекаат само од себе да се реши проблемот. Чекаат и ништо не преземаат. Таа е од каде таа како да наречам лоша пракса кај народот. Ако одиме на личен план, веројатно не сме имале некого тогаш да не фати за рака и да ни каже не е толку страшно, може да се реши. Немој да го одложуваш решението, ајде заедно да пробаме. Да види некој постар, поискусен. Сепак се префрлувам на едно семејство кога родителите тоа ќе го видат, па ќе рече добро, не е толку страшно. И исто така и кога сме постари и повозрасни, секогаш ни треба некој друг. Некој човек, некој пријател, некој свештеник, а тоа се треба да не одведе до Бог. Значи, никогаш не сме сами. Тоа е многу важно. Кога знаеме дека никогаш не сме сами, али тоа подразбира да имаме доверба во Бога, да имаме молитва, тогаш и Бог ќе действува во нашиот живот. Ние да правиме се што е до нас и да не ги одложуваме работите. Тоа е тешко, меѓутоа на таков начин ќе се решават еден по еден проблем. Не значи дека сите ќе ги решиме. Некои кои што не може да се решат, веројатно не се ниту за нас да ги решиме. Али оно што можеме да го решиме, ние правиме, оно што не можеме, али и ова е важно. Значи и за било која работа, секогаш треба да го повикуваме Бог тука да действа. Најпрви, кога стануваме, му велиме на Бога, Боже, дај ми сила за да можем овој ден да го завршам, значи да не направам многу грешки, туку да бидам човек. Да, и да им помогам на другите. Тоа е, отвореност. Ние да помагаме, некој ќе ни помогне. И сепак тука е Бог помеѓу нас кога така живееме. Добро, ама ние како така да сме научени, ете ги спомнавте вие постарите да ни подадат рака, верувам дека ќе се согласите дека многу семејства тука токму од родителите можеби
од повозрастните во семејството потекнува тој проблем. Помладиот, односно детето има проблем на работа, седи си има и полошо, седи си трпи си. Ама има проблем во, не знам, со жена му, седи си има и полошо. Значи ние некако како да сме навикнати само да се огледуваме на тоа дека има некаде и полошо. Наместо да гледаме, да бараме амбиција во некој што живее многу подобро. Односно, успешен човек, среќен човек. Ние повеќе како да се плашиме и да се огледуваме на полошото, отколку на подоброто. Потребно е да се создаде добра комуникација. Тоа е основ за се. Значи, ако некој ако има проблем, тоа да се изнесе сепак на еден култивиран начин. Значи, да се изнесе на еден отворен начин. Значи, немам јас ништо против тебе ако ти кажем дека тоа ми смета. Но за сето тоа е потребна добра подготовка. Значи, да уште како деца да ги имаме тие некои работи, значи да се учиме на добро, да се учиме храброст. Многу е потребна храброст. Мислам дека тоа е една од клучните работи која што му е потребна на овој свет, на младиот човек, а храброста се стекнува во црквата. Кога сме со Бога, добиваме помош, добиваме храброст, значи знаеме не сме сами, ќе се најде некое решение, некој начин, доколку не е пред нас, може би лево или десно. Така што храброста не е генетски наследна или плашливоста? Сигурно е. Меѓутоа, знаеш како во психологијата, дека наследуваме од родителите, меѓутоа и околината околу нас дава еден одреден процент. Кога сме малечки, тоа сразмерно не е исто. Значи, може би 90% родителите се тие кои што влијаат на нас, а само 10% се од општеството, од околината. Меѓутоа, веќе на 15 или 18 години обратно. Така што нешто се стекнува, нешто се добива, нешто се стекнува. Ако некој нема одредени карактеристики, може тоа да се измени во текот на животот. Сега храброста во која смисла, значи да кажеме оно што направи некој чекор кој што голем чекор, голем залак да се преземе, па да почнеме од одговорност. Од малите чекори, или одговорност и на тие мали работи се важни. Значи домашната работа, домашната задача во школа да ја завршим, никогаш да не отидам без домашна задача. Значи, ако се учиме базично, тогаш и на поголем план ќе имаме исто така. Значи тоа си влече уште од Али може да се смени. Може да се смени, токму така затоа што ќе знаеме дека сме му важни на Бога во црквата. Затоа се нарекува дека црквата е една како болница. Се лечиме, се исцелуваме, ама целосно се исцелуваме. Сите наши промашаи, значи сите наши комплекси, стравови, многу е важно. Видите сега, велат дека човекот кога е загледан во минатото и кога живе во минатото, дека тоа се пројавува како депресија. А кога е загледан и живее во еднината, е анксиозен. А не постои ни едното ни другото. Значи, тоа што било во минатото е направено. Доколку е нешто лошо, постои начин. Искрено да речеме, тоа не било добро, значи сега во сегашноста можам да го сменам својот начин на животот. Ова во еднината да ни создава страв, зошто да ни создава кога не постои. Тоа се некои наши најнегативни проекции што би можело да биде. Тоа е една чума, ќе би ја нарекол на 21 век, депресијата и анксиозноста. Секој втор човек, особено младите, патат од тоа. На што се должи таа болештина? Па се должи на тоа што ми се чини многу полесно тие сеќавањата кои што ги имаме, пак да ги проживуваме, отколку реалноста која што треба да ја создаваме сега. Таа може би не постои, ама ако јас сега седнам нешто да правам, не ги гледам плодовите, но брзо ќе дојдат и тие плодови. Значи, пак фали една одредена храброст, волјата малку, значи, пак да биде
Значи, да мораме да се потрудиме да работиме и фали оној кој што ќе не поддржи. Да не каже може, не е битно дали јас тој пат го имам направено, изодено или не. Ако ти сакаш тоа да го правиш, прави го, имаш моја поддршка. Само нека биде добар човек и прави во таа смисла се што сакаш, со Бога ќе успееш во се. Поддршка ни Да, фали. нама чудно е тоа што на тие луѓе, на тие деца, млади, па и повозрасни, кои што се западнати длабоко во анксиозност и во депресија, не им фали ништо. Од кога ќе ги гледаш од страна, Имаат се. кога ќе нели ќе го разбистриш видот и ќе видиш дека има добри ситуиране финансиски добро, значи не да му фали јадење, храна, пари или било што. Има кола, има превозни средства, мотор, има среќен брак, има анксиозен е и депресивен. Тоа е најверојатно затоа што само надворешно така е се Духот е скоцка. паднат. Да, во суштина, значи нешто фали внатрешно. Материјално гледано, значи човекот се има, еве да речеме, јас се сеќавам и на неколку така пријатели кои што родителите им работеле во Швајцарија, тие целото нивно детство имале и видеоигри и се, меѓутоа родителите не биле поред нив. Што им фалело повеќе? Значи, родителите секој ден да ги гушнат, секој ден да им кажат сине, керко, јас многу те сакам, ти си добар, се е добро, светот е добар. И тоа е важно да се каже. Значи да се припремаат младите луѓе дека светот е добар. Постојат луѓе кои што се лоши, но тоа не значи дека во секој треба да гледаме како некој човек кој што ќе ни наштети. Значи да бидеме отворени, да можеме, отвореност подразбира дека можеме да бидеме и повредени од некој друг, доколку сме отворени. Али сепак да се има храброст и да се продолжи понатаму. Добро, вие како свештеници треба, освен тоа што служите и што сте нели секојаш со народот, треба да бидете истовремено и психолози, и психијатри, и да слушате туѓи проблеми и маки. Ја знаете ли границата, ете кога ќе дојде верник да се исповеда или да ви каже со каков проблем животен се соочува, ете во случајот зборуваме за анксиозност и за депресија, значи некој со паднат дух. Ја знаете ли границата до каде вие можете да му помогнете и до каде можете вие да го водите во приказната да го вратите назад во живот, а кога да го посоветувате да побара лекарска помош, односно психолошка, психијатриска, било како. Да. Ми се чини дека еден добар дел, можеби повеќе од половина, тие луѓе што доаѓаат, после еден разговор гледаш дека од некои безизлезни чувства, човекот излегува озарен. Значи излегува со една поинаква перцепција на светот. И го гледаш наредна недела дека доаѓа и веќе е со едно блескаво лице. Значи тогаш знаеш дека нешто се менува. Доколку ништо не може да помогне, доколку човекот е така да кажем затворен и не постои можност за некоја таква промена, тогаш е потребно значи да се поработи плюс нешто, значи со психијатрите и во таа смисла, значи сите да помогнат. Так. Тоа е многу важно. Сите да помогнеме на секого. Значи прв пат се гледаме со некој човек на улица, ќе се сретнеме за 2 минути. Не да треба да оставиме добар печаток, туку да оставиме човечки. Тој човечки однос, отвореност, можеби на тој човек тогаш му фали и ќе му помогне за нешто во иднина. А како вие лично се носите со тие туѓи приказни, туѓи проблеми? Затоа што нели кога верникот ви се исповеда, практично го дели својот товар на 2 дела. Едниот дел го носите вие, едниот дел си го задржува на себе си, за себе си. Како вие лично се носите подоцна, ќе си замине човекот, ќе останува ли
мислата се отпосле ќе се дојдете вие дома, имате нели сопруга, имате дечиња, но ве мачи ли тој проблем на човекот со кој што сте разговарале претходно? Или имате некој си начин да ги испеглате работите? Да. Тоа едноставно може да се каже дека човекот со своите сили не би можел тоа да го поднесе. Меѓутоа веруваме дека Бог го дава својот свет дух на свештениците за да можат да издржат. Значи тој товар не паѓа на нашите плеки, туку тој товар оди кај Бог. Значи секако дека е тешко кога ќе дојде некој со некои големи проблеми и после постојано да речеме ќе се дружиме заедно да разговараме, да се молиме. Меѓутоа е убаво кога ќе гледаме секогаш некако доаѓа некој утеха од Бога или многу брзо после неколку дена или после неколку месеци. Се сеќавам еден стар свештеник го прашав кога бев во средна школа баш ова прашање како ги тие работи може да ги изнесе. Он ми велеше дека не се ни сеќава после одредено време, али во која смисла? Во смисла не го осудува ниту еден од тие луѓе што биле кај него. Значи како да му се избришан тие најлоши работи за тој човек. И им пристапува како кон помлад брат или помлада сестра и пак да им помага. Значи не е оптеретен Господ и него го растретва. Сега има и уште една занимлива. Свети Пајси Светогорец така посакал, свететелот од минатиот век, посакал да се моли за најтрагичните случаеви. И му рекол на еден негов пријател, носи ми весници со црна хроника. Меѓутоа, многу брзо се откажал од тоа. Рекол, не можам ова да го поднесам, да го читам, значи немој да ми носиш. Тој продолжил да се моли сепак за сите, али значи сепак не можел ни тој да ги чита такви. Го поднесе тоа, да. Да. Значи сепак е до човекот кој колку може да се носи. Не, сигурно, али не е до човекот, значи сепак Бог тоа ќе го изнесе. Ете, Бог ќе го изнесе тоа и ние свештеници не треба да мислиме дека ние го превземаме тоа. Тама работи. Ние сме обични луѓе кои што и ние едва се со нашите слабости. Не, сакам да направам споредба, ете, ги спомнавме психолозите и психијатрите, зборуваме и со вас како свештеник, делите слични работи кога ќе дојде ред за исповед. Психолозите кога ќе им заврши работното време во 16 часот забораваат на сите приказни и сите случаи кои што им биле дента. Свештеникот дали ги заборава? Свештеникот продолжува да се моли, можеби тука е таа разлика и можеби заради тоа Господ не растеретува на свештениците. Ние продолжуваме, овој ми рекол да се помолам за ова, овој има овој проблем, овој има ова и ќе земам да се помолам лично дома, во црква, за овој, лично за сите тие и после гледаме дека и ние сме растеретени, а и луѓето добиваат утеха и помош. Некои луѓе велат дека верувам во Бог, ама не верувам во луѓето што зборуваат во негово име. Гледате криза во довербата во институциите, во црквата, во свештенството? Да. Претпоставувам дека тоа не е ништо ново, дека тоа секогаш постоело во една одредена мера. Во 5 век има во една монашка книга запишано она што го слушаме, али малце како во негативен контекст, а овој го има кажано во најпозитивен. А тоа е дека свештеникот треба да се слуша се што ќе каже, а не треба да се прави се што тој прави. Меѓутоа тоа не е кажано во негативен или во некој ироничен контекст. Туку дека и тој е само човек, може да сгреши. Меѓутоа, доколку тој го проповеда Евангелието, само он, не е негово нешто, туку оно што треба да го проповеда, тој го слушај. Така, значи, луѓето треба да доаѓаат во црква заради нивниот личносен однос со Бога. Значи,
А не заради свештениците или Па заради... не е црквата на некој свештеник. Толку црквата е на нашиот Господ Исус Христос. Тоа е глава. Значи, тоа е над сите луѓе. Така што може да постои, али тоа е, имаше некаде некој опис, мислам, кај свети Јован Златоуст, кога доаѓаш во царската палата, немој да се вртиш лево и десно и да ги гледаш војниците, службениците што се тука, значи ти си тргнал да одиш да го видиш царот. Припреми се за таа средба. Немој да застануваш и да заборавиш зошто си дошол и каде се наоѓаш и да ги гледаш службениците околу што прават. Тоа е некоја 1600 години пред нас. Кажано и запишано. Да. Добро, ама пак би рекол дека некои свештеници создаваат со нивните постапки соблазна кај народот, но некои пак со нивните постапки поинакви од овие другиве се создава некаков си култ кај народот. Едните, нели, одбиваат верници да доаѓаат в црква поради одредени постапки лоши на свештениците, други пак одат намерно во црква само затоа што е свештеникот таму и го гледаат со поинакви очи, малте не го споредуваат со божество, да речем. Имаме такви случаи тука во Македонија. Што мислите вие за тоа? Да, неблагодарно би било сега јас да бранам некого, али еве како верник, како човек можам да кажам дека секој треба да гледа оно што е во мојата душа, секој за себе да гледа, да му помогне на он. И затоа велим, дајте да се молиме сите, секој за секој. Ние свештениците за верниците, верниците за нас свештениците, и ќе биде подобро. Значи да се поддржуваме едни со други, значи во нашето срце, во нашата молитва, искрено да посакаме да си помогнеме едни на други, затоа што сме едно тело се Христово. создава и дол кај луѓето, особено во црквата. Да. Идол во која смисла? Значи, ете са некој што говори убаво е, сладкоречив е, харизматичен е, блеска, зборува добро. И тоа ако зборува треба да зборува за Господ. Тогаш тие зборови треба да се од Господ за Господ. Не да ги привлекува луѓето кон себе. Да. Добро, ни се заканува ли криза со свештеници во Македонија? Тоа сака да ја прашам, затоа што ете дознав некој си податок дека навистина кубуриме со студенти и со средношколци на богословското училиште. Тројца или четворица годишно се пријавуваат во едно оделение. Ќе дојде ред кога голем дел од сегашното свештенство ќе мора да замине во пензија, ќе мора некој да ги замени, а нема да има кој да ги замени. Се предвидува таква криза и што се прави во таков случај? Сакате да влеземе во анксиозност сега? Тоа делова така, логички, меѓутоа јас во тоа не верувам дека таков исход ќе има. Верувам дека постојат периоди кога помалку се запишуваат, па ќе дојдат некои периоди кога ќе има потреба уште да се отвараат институции за да може да ги собере. Доколку веронауката... Сега сме само западнати во таков еден лош период. Па можно, али мислам дека не е до толку алармантна ситуација. 4 деца? Да, али студентите има многу повеќе него минатата година. Школци зборувам 4 деца. Тоа е ова година, можеби наредна година ќе има 30, да бидеме оптимисти. Да, еве мислам и ова уште. Доколку веронауката се воведе во образовен систем, ќе има многу повеќе луѓе кои што ќе се запишува, затоа што ќе треба вероучители, и машки и женски. Некои од тие ќе предаваат веронаука, па после некој време ќе станат свештеници, монаси, владици. Така што и тоа ќе повлече еден одреден број, а мислам доста поголем број луѓе да се одлучуваат. Веронауката беше воведена тука во Македонија, нели, некое време, после беше укината, сега пак се зборува дали да биде или да не биде. Каков беше ефектот кога беше воведена и каков е сега? Има разлика видлива?
За се е потребно време, веројатно. Мене ми се чини дека сме повеќе отворени сега него пред 10-15 години за такво нешто. Дека има можеби повеќе кадар, сигурно завршиле повеќе луѓе и овој факултет богословски. И мислам дека ситуацијата е спремна за такво нешто. Тогаш пробале под некои причини, не се тоа остварило. Сега кога сите земји во регионот имаат веронаука, мислам дека од една објективна страна можеме да кажеме дека нивните плодови се добри, но зашто и ние да се лишиме од такви плодови? Добра, ете во земја како Македонија во која што живеат повеќе етнички заедници, и повеќе имаме муслимани, имаме православни, имаме католици, како би се регулирало тоа со тие деца? Ке секој вероучител би доаѓал од некоја верска институција и би предавал изборен предмет. Кој е вашето идеално решение за воведување веронаука во овој систем што сега постои? Да биде изборно задолжителен. Тоа значи дека оние што се бунат и што велат дека веронаука не треба да биде во школскиот систем, се оние кои што не сакат нивните деца да бидат на тие часови. За такви луѓе, значи тие одбираат нивните деца да не го слушаат тој предмет. За оние кои што сакат да одат на тие предмети, на тој предмет, значи одбираат и тој им станува задолжителен. Една година или како ќе се одлучи. Може да биде на една година, да се одбира една година ќе слушам, тогаш мора да се слуша една година. Наредна година пак се одбира. Така што да се има, да се остави еден таков една слобода на избор. Прашањето ми е дали православното дете или муслиманското дете ќе учат во една година и за православието, и за исламот, и за другите, или ќе биде поделено, на нив ќе им предаваат едни луѓе, на овие други луѓе? Да, разбрав. Значи, првото мислам дека ова беше битно. Значи, за тие луѓе кои што велат како сега не може насила да се воведе, значи кој не сака, он ќе одбере. Да. И тука се завршува со тоа, со тој проблем. А со овој друг момент е секој ќе слуша, значи таа теологија, таа веронаука, значи на која конфесија, на која религија припаѓа. Не може на сила никој да му наметнува да слуша, значи од некој друг вероучител кој што не е од негова религија, од негова конфесија. И тука е многу јасно тоа. Не гледам тука некој проблем. Во мешано оделение? Па ќе се направи, значи два оделенија ако треба. Значи едни ќе слушат, да речеме. Имаме ли толку вероучители во земјава за да постигнат во сите училишта? Не ми е тоа познато. Предпоставам дека би имало, предпоставам. И предпоставам дека ќе треба бидат теолози со тапија, не било кој. Затоа велам дека за 5 години би имале уште добар број студенти кои што би се запишале и би завршиле, затоа што би знаеле дека после тоа може да работат. Како е во земјиве од соседството со веронауката? Во 2001 година, значи, се воведе во Србија и бројот на студентите може би дуплиран на Богословски факултет. И тој се држи веќе 25 години. Да. Така што ефектот е... очекувам дека би било исто, затоа што многу жени би можеле да предаваат веронаука, да речем. Многу луѓе би се запишувале да почнат да предаваат веронаука 5-10 години, па после да станат свештеници. Значи, би имало полза од секоја страна. И за децата најмногу, веројатно. За децата најмногу. Да. Сте биле ли некогаш доведени во ситуацијата мантијата што ја носите да ви биде хендикеп во животот? Да треба да завршите некоја си обврска, а токму поради
мантијата да сте оневозможени да ја завршите или па да бидете провоцирани на улица. Да. Фала Богу, никогаш не ми била хендикеп, ниту сум бил испровоциран. Тоа не значи дека нема да ми се случи такво нешто, али едноставно се гледа дека во луѓето, во народот постои, значи, почит кон мантијата, кон свештенството и тоа е нормално. Али исто јас како секој човек, кога ќе отидам во пошта, во банка или било каде, во болница, чекам во ред. Еден сат, А бенефиција нема ли од мантијата? Па, Патарина да не платите? Тоа никогаш не ми се случи така нешто. Не? Не. Али постои таа почит. Али штом ќе добиеш почит и ти ќе дадеш почит и тоа е нормално. Човечки. Така. Се создава впечаток дека младите бегаат во некои си брзи духовни замени, космички енергии, ритуали, не знам што уште не. Што е тоа што недостасува во православието, а не е доволно интересно за нив, да речем, што тие забегуваат по други патишта, лоши? Ништо не недостасува, туку проблемот е тоа што во православието човекот мора да живее тоа, да го живее тоа. Значи, за да се случи најмала промена на подобро, треба да помине подолго време. Значи, и да се човекот моли, и да пости, и да оди на литургија, и да го обузда својот јазик и сите своји сетила, значи една сериозна вежба, како што и јас тоа би го нарекол дека е како еден професионален спортист. На таков ранг и еден православен човек треба да го води својот живот, како еден професионален спортист. А кај овие другите, што ги спомнавте, значи, тоа се нуди како брзо решение. Значи, еднаш годишно ќе отидеш некаде, тој ќе ти каже... Па не е ни решение. Не, тоа е под наводници. Направи го тоа и тоа, и луѓето си велат ова ми е многу полесно. И ќе направам еднаш за 5 минути нешто и ќе се реши. Како со чаробен стап, нешто да се... Меѓутоа знаеме дека ниту тоа ќе го реши проблемот, ниту ние ќе имаме чувство некој мир во нас. Значи, во православието не му недостасува ништо, туку му недостасува сериозен пристап на човекот. Еве, сега можеме тоа од преданието на црквата да видиме. Возрастните луѓе не биле крштевани туку така во раната црква. Низ вековите, не само во раната црква. Значи, 2 до 3 години се оди на веронаука, се оди на литургија и после 2 до 3 години доколку значи архиерејот владика види дека постои желба дека студент, да кажем, на веронауката тоа го разбира и со сето срце го прифаќа, тогаш за 2 или 3 години се пристапува и на крштевањето. 2 до 3 години. Не ги крштевале возрастните, ќе дојде веднаш сега и веднаш да се крсти. Мора да постои и секогаш мора да постои некој момент на припрема. А зошто сега се крштеваат бебиња неколку месеци од кога ќе се родат? Тоа е исто преданието на црквата. Значи, има на повеќе места во Новиот Завет, каде што во апостолското време целиот дом бил крстен. На овој римјанин, на овој евреин, значи целиот дом. А тоа подразбира од најстариот член до најмалиот. Сигурно имало и бебиња таму. Некаде прочитав дека тоа можеби потекнува од лошите услови, да речем, кои што живееле нашите предци, и сиромаштијата, и болестите кои што владееле, и дека праксата да се крштеваат децата како бебиња потекнува од таму да, ако се случи да почине бебето, да не појде на оној свет некрстено. Можеби од таму има нешто? Тоа е само еден сегмент, али не е тоа најбитниот сегмент. Можеме да кажеме, после 3 века, во 4 век, Свети Григорий наведува пракса и тој самиот и Свети Васили биле крстени кога имале 20 на години. А имало пракса, значи, што подоцна да се крстат, како мода во тоа време. Зошто? Затоа што
крштевањето ги спирало гревовите, сите претходни гревови. Па што подоцна ќе се крстиш, се ќе се избрише. А овој светителот Свети Григори Богослов вели, не, таа пракса не е добра, треба да се воспостави што порано. И сега тој и самиот вели кога? Па од околу 3 години, детето да биде крстено. Меѓутоа, нашата сегашна пракса се сведува и на уште пораното, значи, и од пред Свети Григори Богослова, тоа е дека не постои пречка да некој да се крсти кога има 3 дена. А не е тоа само заради тоа дали постои можност некој да умре некрстен, туку сакаме веднаш да го воведеме во ред на верните. А што се добива со крштевањето? Се нарекуваме синови и ќерки на живиот Бог. Значи, сакаме веднаш да го воведеме во тој ред на синовството во Бог. Има многу случаи, нели, сега кога возрастни луѓе пристапуваат и сакаат да се крстат. Како изгледа тоа едно крштевање на возрастен човек? Исто како со бебињата, само што го потопувате во нешто, во буре, во казан, што правите? Да, каде има услови, каде има поголеми крстилници, се прави со потопување. Ние правиме дури и на некоја река, доколку некој од возрастните тоа ќе го посака. Постои можност само со попрскување да оде, доколку не постои поинаков начин. Вие вете во Свети Јован Крстител како правите? Па или се оди на река или со попрскување. Значи тие две, пошто немаме. Значи ако е зима со попрскување, ако е... Па да, немаме значи некоја голема, али можам да кажам дека има одреден број на возрастни луѓе кои што се крштеваат, меѓутоа најголем број се крстени уште како малечки. Така што најчесто крштеваме бебиња до 1 година. Од неколку месеци до 1 година. Тоа е во 90 и неколку проценти. Да. Како што спомнавме претходно, една од најголемите болки денеска е споредбата едните со другите. Кој е поуспешен, кој е посреќен, кој е побогат, кој има подобар живот. Можеби тука и подобар термин би бил не споредбата, туку зависта и љубомората, ето да ги речем како духовноста го лечи чувството дека човек не вреди ништо. Се губи време, се губи енергија, се губи добро расположение кога се влегува во тој зачарен круг, а 10-та Божја заповест уште во Стариот Завет е, значи да не посакуваме ништо што е туѓо. Ништо, апсолутно ништо. Затоа што тоа доведува конкретно до зависта, до љубомората. Некаде некој, тоа е сега надвор од црковните вака објаснувања, али убаво размислување, вели во денешново време човекот за да биде среќен, тоа подразбира тоа што го има минус гледање тоа што го нема. Така да. Равенка. Да, тогаш човекот е среќен. Да, значи доколку се занимаваме со нашиот живот и многу важно да им се радуваме на успесите на нашите и блиски и далечни. Да им се радуваме. Велат, светите отци, дека е многу по-природно да тагуваме со некого, кога ќе тој биде во тешка ситуација, а да се радуваме со некого, тоа подразбира еден подвиг. Али всушност тоа е нешто најздраво, нешто најубаво. Значи да се радуваме на успехот на човекот поред нас. Тој успех и неговата победа и наша победа. Значи се што добро се случува, тоа е и наша победа. И но нешто што за жал е се поретко и поретко. Али можеме да се образуваме така. Црквата може да ни каже просто. Луѓето не знаат дека не треба така нешто да се доживува или нешто така да се гледа. Кога ќе слушнат одредени број на луѓе, ќе го прифатат веднаш. Како на семе кој што се фрла, значи евангелската она приказна, па некој семе ќе се фати веднаш на добра земја. Тоа е можеби една петина. Али барем некој тоа ќе го послуша. Луѓето често се лутат на Бога кога нешто лошо ќе им се случи, некоја трагедија или слично. Како треба да се справи
човекот со разочараност? Треба да му се лути на Бога за тоа или да свати дека и лошото за добро е, или како што велат? Да. Може човекот да му се дори и лути на Бога. Еве имаме кај Свети Антони, исто од 4. век, исто така едно сведоштво. Има повеќе, али едно е баш впечатливо, тој живел во египетската пустина и така со неко настроение: Боже, каде си бил ти кога си ми бил потребен тогаш и тогаш? И му се јавува Бог. И му вели: ајде, Свети Антони, да одиме низ овој песок. И гледи сега, и му вели: овие стапки се твои кога си бил роден, ова се мои. И гледи низ твојот живот како сме оделе заедно. И во еден момент гледа дека постојат само 2 стапки. И Свети Антони му вели: ете, гледаш, тогаш кога ме било најтешко не си бил со мене. А Христос му одговорил: тоа се мои стапки. Тогаш не си можел да одиш, јас те ставив на моите рамења и те носив. И тогаш светителот сватил дека ние можеме и да му се лутиме и да негодуваме, али тоа е од нашето неразбирање. Бог никогаш не прави нешто што е за наше лошо, току доколку е можеби и непријатно. Еве, сум бил болен како малечок, татко ми носел да примам инекција или инфузија, не ми било пријатно, ама после тоа ми било добро. Така што Господ дава нешто што ние мислиме дека можеби не можеме да го поднесеме, или дека е казна, или дека не е добро, а всушност е за нешто уште подобро, што ќе излезе во иднина. Не можеме да го разберем се тоа, треба да му веруваме на Бога. Она што е до нас да го правиме, она што не можеме, пак да му се обратиме на Бога. И во, пазите, и во добро и во лошо да бидеме со Бога. Знаете, како што брачниците кога поминуваат, кога се во црквата, значи на светата тајна на венчание, велат, односно не велат таму, али со нивната со нивниот пристап му велат на оној поред него, значи ни се ќе поминеме заедно. Како апостолот Павле, што ќе ме оддалечи од љубовта Божја? Дали немаштијата, глад, болест или не знам, непријатели, ништо тоа. Така. Добро, го спомнавте бракот, кој што за жал љубовните врски, а и бракот како стана некако крево како стакло и се почесто и почесто се крши. Разводите се многу, не знам дали се почести од браковите, од склучувањата брак, но се во многу голем број во последно време. Што им се случува на луѓето? Да, тоа е многу тешко прашање. Многу тешко прашање. Овој нов начин на живот, ова технологија ли, интернетот ли, пристапот до информации, не знам што, како толку наеднаш стана бракот толку загрозен? Сигурно може да се посматра од многу различни гледишта. Јас би понудил сега само едно. Дајте повеќе време да му посветуваме на нашиот брачен сопружник, сопатник со нас. Тој значи сопружник заедно со нас е впрегнат да го носи и оно што е добро, а најчесто и оно што е тешко. Значи, доколку нашето внимание му е посветено, што се вели 100% на нашиот сопружник, на нашиот сопатник со нас, нашиот брачен друг, тогаш многу работи ќе бидат подобри. Да се разговара секојдневно, отворен, да се разговара. Никој не е непријател кога влегува во еден брак, не се непријатели. Немој да стануваат и после тоа. Толку да се како што вие рековте, да не се става под тепих. Постои некој проблем. Тоа ако се стави под тепих во еден брак, тоа ќе доведе до некоја тешка ситуација и не дај Боже до развод. Меѓутоа, доколку се зборува секој ден, види, ова можело подобро, али сепак култивирано да биде. Значи може подобро да се реши, ајде заеднички да го направиме ова. Просто мора да се свртат едно кон друго многу повеќе. Временски, меѓутоа не е битно само временски, нека и на 5 и на 10 минути, на пола сат, али тоа да биде со целосно свое битие свртено. Како да љубовта кон ближниот да станува една најтешката заповед Божја
во последно време, нели? Имате такво Па, веројатно секогаш и била најтешката а задача. како човек да се научи да сака кога е научен да мрази? Да. Како нашиот Бог можел да на крстот да ни прости за се на секого, значи така и ние треба да постапуваме. Имаме пример. Не мора да биде лош пример. Сме имале некој имал лошо детство. Родители кои што не биле добри кон него. Тоа не треба да го неговиот живот оптеретува и да го затвори. Туку да каже, можем да најдем некој друг идеал, подобар. Ете, Христос е најдобар идеал. Значи, како да се прости на некого кој што те повредил. И како да го, може би и добиеш после тоа, да бидете и добри пријатели и да го добиеш за вечност. Да му кажеш тоа што се прави е само за овдек. А ние гледаме во вечност. Тоа значи человек. Човек со челото свртен кон вечност. Така. Значи, ние сме создадени за нешто многу повеќе од оно што мислиме. Дека сме создадени, што го гледаме, што го чувствуваме. Значи, дајте да се отвориме и за таа реалност. Така. Отец Марко, фала ви за денешното гостување. Толку ни е нас времето, за жал, иначе имаме уште многу за разговарање. Се надевам дека повторно некогаш ќе ни бидете гостини, ќе продолжиме со онаму каде што застанавме. Благодарам уште еднаш и ви посакувам успех во се што правите. Драги гледачи, ви благодарам и вам што бевте со нас, па се гледаме идниот пат. Поздрав!